по барање на советниците на ВМРО ДПМН, тоа се сите советници подпишани на иницијативата. Ово го покажувам затоа што во превод сега нема да зборам веќе за советниците на ВМРО ДПМН, туку за партијата ВМРО ДПМН. Предложени се 3 детални урбанистички планови, кои што навидум не кажуваат многу, односно изгледа нека рутинска процедура, меѓутоа се работи за деталните урбанистички планови кои што се исклучително битни. Се работи за Тасино чешмиче, се работи за водно капиштец и третото за Мал ринг. Да започнем на почетокот со тоа дека на седницата на Советот, тие што пратите работата на Советот на град Скопје, на општината, на работата на Советот и на началникот на општина Центар, знаа дека на седницата на Советот која што се одржа на 12.9. беа ставени на дневен ред токму овие предложени детални урбанистички планови од страна на ВМРО ДПМН. Советниците на таа седница, многу добро го знаат тоа јавноста, го искористија своето легитимно право и гласа за, потенцирам, недонесување на овие планови. Истите планови денеска во текот на овој период се предложени, како што кажав, и треба во петок да се најдат и ќе се најдат на седницата на Советот, веќе се кажа. Во меѓувреме се случи промена на Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање, за тоа знаете дека неколку пати сум зборил, каде што во буквален смисол на зборот беа одземени ингеренциите на општините, меѓутоа кога се чита текстот јасно е, просторна цртана е општина Центар. Тој закон, односно тие измени стапија на сила на 26 ноември 2013 година, каде што вели дека според членот 22 ретроактивно се уредува материјата во случај кога нема да се донесат детални урбанистички планови. Ова е многу битен момент. Меѓутоа, и покрај, подоцна ќе стане збор за овие измени, бидејќи се буквално земени ингеренциите на локалната самоуправа, пак велам во општина Центар, па ќе се обидам пластично да објаснам што тоа значи во собранието на Република Македонија, да искористам на некој начин делото на искуство што го стекнав во мојот мандат во собранието на Република Македонија. Меѓутоа, согласно член 10 од законот, односно член 25 од основниот закон за просторно и урбанистичко планирање, уредно ги доставив предлог одлуките за деталните урбанистички планови, со што го испочитував и начинот и роковите припишани со член 22, а во врска со член 10 од овој закон, значи веќе изменетиот понивен дерк закон. Предлог одлуките не се донесени, со тоа постапката е уредно завршена со недонесување на посочените планови, што го констатираше, ова сакам да го забележите, и инспекторатот на локалната самоуправа која вршеше надзор по однос на овие постапки и не најде никакви прекашувања на законот. Тоа беа една од оние инспекции кои што беа намерно пратени. Значи, затоа што советниците не ги донесоа овие детални урбанистички планови, тогаш партијата, власта, тоа е поврзано, знаеме, и со меѓународните документи, односно извештаи за Република Македонија, државата и партијата веќе едно исто, испрати овде инспекција. И покрај сите притисоци, таа инспекција, инспекторатот на локалната самоуправа констатираше дека се е согласно законот. И покрај се тоа, советниците на ВМРО ДПМН го знаат тоа. Доставења надвор од законските рокови по 10 месеци. Значи, дури и по овие измени за кои што зборуваме, кои што беа направени во собранието на Република Македонија, и кај што имав обврска законска после 15 дена да ја доставам ова одлука, тие сега барат да се донесат овие детални урбанистички планови, иако помина, потенцирам, цели 10 месеци. Со тоа се крши законот и сакам јасно денес да изјавам дека за мене како градоначалник на општина Центар ова прашање е затворено, иницијативата е безпредметна. Дали ќе се најде на дневен ред, ќе видиме како ќе биде изгласана. Второ, што сакам да потенцирам и што сакам да го знае јавноста, е дека изгласувањето на деталниот урбанистички план Тасино Чешмич, исклучително битен, ќе кажам подоцна зашто, е спротивна на новиот генерален урбанистички план кој што е донесен од градот Скопје. И ако биде изгласан, ќе биде едноставно неупотреблив, нефункционален. Тоа сакам да го знаат советниците кои ќе гласат, а сакам да го знаат и оние кои што потоа
ќе се обидат да го спроведат ова на дело. Зашто се работи за Тасина чешмица? За она зашто беа сите протести. Протестите не беа ниту за црквата, не беа ниту за Скопје 2014, бидејќи таа фаза за власта е при крај, беа за Панорама. Хотелот Панорама во актуелниот детален урбанистички план дозволени се 5+4, 4 ката. Според измената која што ја предлага ВМРО ДПМН, сега таму ќе никне 10 катница. Наивно помислив дека оно што се случи во градинката, кога по втор пат попуштија потпорните зидови. Се сеќавате на сликата од градинката, нема ни месец дена, по обилните дождови. Самиот реквизит на детската опрема, лулашките и така натаму, го спречи потпорниот зид од дополнително нарушување. Значи да не беше нарушувањето направено во 2-3 часот на вечер, да се случеше додека беа децата во градинката, ќе имаше жртви. Затоа што потпорниот зид буквално падна врз реквизитите. Тогаш помислив дека сите во општина Центар и во државата ќе бидеме согласни дека водно не може повеќе да издржи ова градежна експанзија. И го кажав тоа на пресконференција. Не. Оние што секојдневно не убедуваат дека многу размислуваат за граѓаните, за нивните животи, дека тоа е најважна работа, предлагаат денеска таму 10 каплица да се изгласа. Сакам јасно да потенцирам денеска. Како градоначалник на општина Центар, нема да подржам ничии бизнис интереси, нема да учествувам во носење на криминогени детални планови. И затоа сакам да ги повикам советниците, 2 пати да размислат пред да ги изгласат. Бидејќи не може бизнис интересите да бидат поважни од безбедноста, ако сакате отворени од животите на граѓаните во Центар, во Скопје и во Република Македонија. За тоа јас не добив доверба и така нема да постапам. Тајмингот е познат. Среде лето, последни точки на дневен ред. Седницата иако баравме да почне во 10 часот, заказано во 13 часот. Бидејќи се последни точки на дневен ред, ќе се разведуваат длабоко во ноќта. Нормално, познатото сценарио го знаеме, да се избере термин кога има најмалку граѓани во не само во Центар и во Скопје, туку и во Македонија, што помалку луѓе да бидат сведоци. Понатаму, зборувајќи за мал ринг, се развива тука е фамозниот ГТЦ. Тогаш дадов изјава од како падна овие детални урбанистички планови дека го спасивме ГТЦ. И тоа беше вистина. Меѓутоа, знаете, можам да го поделам и службениот гласник, на 6 февруари 2014 година донесени се измените, каде што буквално комплетните ингеренции се земени на општина Центар. Јасно е дека тие измени се направи токму ради општина Центар и сега сето тоа е под надлежност на градот Скопје. Меѓутоа, според овој детален план, урбанистички план, доколку се прифати, не само што ќе има барок, туку ќе има и надоградба на ГТЦ. Значи ќе може буквално кој што сака да прави со ГТЦ. Во оваа држава очигледно власта подразбира мнозинство во Собранието на Република Македонија како што сака и ќе ги изменат законите како што нив им одговара. Јас го кажав мојот став околу овие детални урбанистички планови, го кажав мојот став зошто тие се носат, пак на крај апелирам, не случајно. До сите, не случајно велам сите советници, да не го изгласат. Да не ги изгласат 30 овие детални урбанистички планови, бидејќи во спротивно ќе биде нанесена сериозна штета, а ние сите си знаеме на овие избори што беа, локалните избори, кој зашто се залагаше, со какви ветувања излеговме пред граѓаните и зошто тие на некои ја дадоа довербата, а на некои не ја дадоа довербата. Повелете дали има некој прашање нова тема или да дадеме кој ќе гради. Не знам кој ќе гради, треба да биде донесен деталниот урбанистички план, па за потоа се добие одобрение да се гради таа. Заборавив да кажам, а поврзано со вашето прашање, многу интересна тема. Тоа се трите детални урбанистички планови кои што не беа усвоени тогаш кога протестиравме пред ова општина, тогаш бевме опозиција, а кои што беа ставени на дневен ред, сега ќе го кажам и точниот датум, само дајте ми во март
точно беше пред да бидат изборите. И тогаш се донесе одлука, дури од претходниот градоначалник, тие да бидат трнати. Па потоа знаете што се случуваше од како изгуби мојот колега на релација власт и господин Тодорович, за да еве денеска бидат поставени на повторно на дневен ред. Каде? Третиот маларин кој го споменате? Зборуваме за капиште зводно. Да. Што има таму? Секаде има нешто што е поврзано со интересите. Овие се поважни моменти што ги набележувам, затоа што мене ми кристално јасно што е позадината на целата работа. Пак велам, и се надам дека не се ни сите институции во државата свесни за тоа што ќе се направи слободно. А ние веќе нарачавме во центар студија сериозна за состојбата, сречиштата, воопшто целата состојба геомеханичка со водно. Пак велам, мислев дека таа слика што во градинката ќе не освести, меѓутоа очигледно не е тоа така. И затоа кога слушам секојдневно од владачката партија како и кампањи, нели, па како тие се на браникот на заштита на интересот на граѓаните, безбедност на нивните животи едноставно со сетова паѓа во вода, туку јасно е што е во прв план. А потоа нека мислат сите оние што живеат на водно и така натаму што ќе се случи со водно фактички. Дали е точно дека ДГУ и ВЗО се врши притисок и врз шипови? Вчера простро информација дека го притискале да гласат за предлозите на ВМРО, дека дури ќе премине во ВМРО. Дали имате вие некои такви сознанија? Да се надобрзам. Ајде. Сега апелиравте неколку пати да сите советници да внимаваат како ќе гласат. Или вие имате мнозинство да го настравувате дека сепак плановите ќе поминат. Кој е тој едниот што ќе гласа? Значи, јас не случајно апелирав до сите советници. Штом е ставен детален урбанички план на дневен ред предложен од некој што е во опозиција, мене од политичкото искуство ми кажува дека тие очекуваат поддршка. Јас во момент не можам да предвидам дали ќе има таа поддршка. Како никогаш досега се надам дека нема да ја добијат таа поддршка. Не е тајна, сум го зборувал тоа многу пати, дека на сите советници перманентно се врши притисок, се вршат закани. Не е умешно, не е културно, не е добро од моја страна да кажувам дали се вршат притисоци врз Шиповиќ или не. Меѓутоа, мислам дека петок ќе биде навистина една извонена можност да разбереме сите во оваа држава. Која беше суштината со неговото апсење, која беше суштината со неговиот притвор и која беше суштината со неговото пуштање на слобода. Не е дипломатски, јас во момент не можам да и не сакам да предвидам што ќе се случи. Велам дека врз сите се врши перманентен притисок. Дали некој е уценет, како е уценет, јас не можам тоа денеска да го предвидам. Но пак велам, самиот факт што е ставен, што се ставени 30 нели детални урбанички планови дневен ред, мене ми создава немир. А заедно го правите дневниот ред или сам Шиповиќ го прави? Ова е по предлог на советници и тој е обврзан да го стави на дневен ред. А иницијативата на архитектите за референдум оставена за наследницата? Таа е добра иницијатива, таа се совпаѓа со она што го зборувам. Јас направив тим кој што треба да ги разгледа ингеренциите на локалната самоуправа околу референдумот и потоа да пристапиме кон реализација на такво нешто. Значи, прво сакам да добијам став од оние кои што ја владеат таа материја, па потоа да пристапиме кон референдум. Референдум може да има за тоа, може да има и за други прашања. И вашето прашање ме потсети да споменам уште нешто, а тоа е дека битката нема да заврши во петок, да се навратам за кратко на овие планови, доколку бидат, пак велам не дај Боже, усвоени, тогаш ќе ги дадеме на Уставен суд, како општинен центар. А точно е тоа дека ДНР има неколку средби со Шиповиќ што купува прашање? Секој ден имам средби со председавач, он е председавач на Советот, така да секојдневно се сеќаваме. Пак велам, не би сакал во момент да зборам за нешто што
е од сосема друга природа, тоа не би било во момент од моја страна, пак велам, умешно. Не е со вас вообичаено секогаш со вас вакви конференции, па особено кога станува збор за седници на Совета за имате работа. Не, ова средба со вас, со новинарите, држам како градоначалник на општен центар, јасно кажувајќи ги моите ставови. Сакам тој став да го знае јавноста и да потенцирам зашто ја добив довербата. Не мислам никогаш, ни по која цена достапам од она што го ветив. Поведете. Дали тој или таја, без разлика, што евентуално може да одлучи во петок и гласањето, доколку го смени мислењето, сметате дека ќе смени, ај што се продал, да речеме, нели, по тих причини, ја уништи надзор процес. Пазде, дали некој се продал, не сакам да размислувам во тој правец. Дали ни имаме систем во Република Македонија кој што познава разни методи, тоа не е тајна. Сме го виделе наназад, може веројатно ќе го видиме и во период кој што ни предстои. Таа битка не е лесна, таа битка е тешка и треба да се издржи. Така да пред да донесам било каква одлука или да оценам, треба да се види суштината на тоа зошто некој во Македонија, имаме пример со пратениците, нели? Една и од партијата што ја представува. Кои се вистинските мотиви? Да почекаме петок да помине, па да почнеме да размислуваме која е вистинската причина. Борбата, дали ќе се наштети на борбата? Да. Ќе биде од мене неискрено да го крием тоа, но дали ќе заврши борбата? Не. Таа борба ќе продолжи. Точно ли е дека има големи несогласувања или че се климава коалицијата ова која излезна? Не. Ова што го зборуваме е став и на во оние разговори што ги има во овој период во врска со детални урбанистички планови и на СДСМ и на коалицијата. Утре ќе искочи, мислам, со став и советничката група. Денес имаме регуларни, стандардни координации пред Советот, ако зборуваме за оваа тема, генерално не. Напротив, мислам дека Не генерално. нема зошто да биде нарушена. Дури мислам дека вакви напади од страна на власта само не зближуваат уште повеќе. И тоа единство ќе го демонстрираме на локално, на централно ниво и така натаму. Благодарам. Повелете. Надвор од просторијава или надвор од тема? За Драмската година има една раскопан простор за кој граѓаните се жалат дека таму вода, дека е небезбедно се студираат. Има ли шанси некако дека се стават дека вие немате ингеренција и таму требаше хотел, што знам да се гради. Може ли некако да се среди тој простор вие да реагирате? Ако зборуваме за просторот позади Рамстор, така тоа е 2008 година доделено како земјиште. Треба да се видат, имам поплаки од граѓани за тоа што таму се случува, односно стопиране на работата. Сега треба, која е процедура, да се видат договорите внатре, што содржат, односно до кога има рок за изградба. Значи, они ја започнали изградбата, го запазили. Изградба во Република Македонија значи да 3 лопати да ископате и еден столб да ставите. Ние треба да провериме, а не се договорите кај нас, тие се во владата, оние кои што нели го лицитира и го даде земјиштето. Дали има рок кога таа градба треба да биде довршена, не е само хотел, имаше и деловен простор, а потоа да постапиме според процедурата. Значи во момент прашањето треба да биде поставено во владата затоа што ние немаме ингеренции доколку тоа се уште во рокот кој што он е напишан во договорот кој што они го вклучили. Но јасно е дека таму ништо не се случува. Така да тоа е вистинската адреса каде што треба да биде поставено прашањето зошто никој не гради и дали во Македонија имаме ветувања нереализирани.